Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Во Македонија вчера се одржа вториот круг од локалните избори. Со вчерашниот втор круг на гласање завршија локалните избори 8 од осамостувањето на Македонија. Се избираа градоначалници во градовите во Македонија и во Скопје, како и членови на советите кои во следните 4 години добија мандати од граѓаните. Синоќа политичките партии објавија резултати, а во текот на денешниот ден и оваа недела водите треба да ги потврдат и верификуваат. Сепак во 4 општини ќе се гласа и во следната година, бидејќи во првиот круг немаше потребен цензус. ВМРО-ДПМН и коалицијата синоќа прослави победа во уште неколку општини и градот Скопје, а своје обраќање имаше лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Падна Фатмир Дехари. Падна од народот кои се обедени против раскалашеноста, недомакинското работење и се докажа дека никој не е посилен од народот. Но и покажавме што можеме кога сме обединети. Таму соработувавме различни вери, различни припадности, против оние кои го влечеа градот надоле. Ова ја отвора вратата дека можеме да се обединиме. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошнаци, останати христијани и муслимани. ВМРО-ДПМН, СДСМ и другите околу вредностите и во онаа политика која што им е потребна на граѓаните. Овој резултат и порака до СДСМ. Морам да признам дека не сум среќен поради нивниот дебакл. Но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше и не фати чекор со времето. Вечерва не славиме против никого. Славиме за Македонија. Славиме за новата енергија. И овие избори се порака и до нас да не се забегува во победата, туку да се носиме со одговорноста дадена од граѓаните и да ја оправдаме. Да се менуваме и подобруваме. И таа порака е разбрана. Оврска да продолжиме уште посилно, да не се опуштиме ниту еден ден. Лидерот Мицкоски во текот на вечерта ги посети општините каде ВМРО-ДПМН оствари победи, односно нови градоначалници се Јован Илиевски, односно Александар Јовановски. Благодарност до сите граѓани. Докажавме дека општина Врвеница е за соживот, не е за омраза, етнички поделби. Благодарност до сите жители на општина Врвеница. Особена благодарност до сите жители, македонци и албанци. Докажавме дека сме мултиетничка општина и ќе останеме. Заедно верувавме и кога ја подготвувавме стратегијата, верувавме дека еднината не е во поделбите, туку еднината е во заедништвото. Лидер е оној кој што обединува, а не оној кој што разединува. Сите тие кои што мислат дека можат да бидат лидери на начин на кој што ќе разделуваат, грешат. И тој концепт уште еднаш ка се покаже овде во Врвеница дека е концепт на минатото. Концептот на едината е концепт кој што обединува. Јас им благодарам на сите жители на општина Врвеница. Кичево е една интересна средина каде се испреплетуваат многу култури, многу вери и многу нации, но затоа сме богати. Затоа имаме убав живот
Не сакам соживот да кажувам, сакам живот, ние убаво живееме. И ќе продолжиме да живееме уште побаво. Од утре ќе светне силен ден. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Гласавте за како човек што ќе ви пружи подобра иднина. Ви благодарам Кичево, ви благодарам кичевчани, навистина окото е полно и душата е полна. Ви благодарам за се што правите за нас. Да му посакам успешна работа, а ние како влада заедно со него ќе сториме се што можеме и се што е во наша мок да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани и модерно, поубаво Кичево. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Орци Георгиевски го доби мандатот од граѓаните за град Скопје, а истото го доби и Сотир Лукровски за општина Карпаш. Во Скопје не чека многу работа, знаете и самите каква е состојбата со градот. Веднаш по земањето на Уберемијето, ви ветувам дека макутакно ќе се борам да ги поправиме состојбите таму, затоа што целиот наш народ, сите скопјани тоа го очекуваат. Добила историската победа на ВМРО ДПМН во Карпаш. Објавувањето на резултатите во текот на вечерта своје обраќање имаше и лидерот на СДСМ Венко Филипче, како и градоначалникот на Скопската општина Горан Герасимовски, кој доби и втор мандат. Во изминатите 2 недели, во овој вториот круг на изборите, се вршеше огромен притисок на сите кандидати на СДСМ во овие 17 општини, каде што влеговме во вториот круг. Не се бираа ниту средства, не се бираа ниту методи, и тоа само говори дека се соочуваме повторно со истата деструктивна власт на ВМРО ДПМН како во минатото, која што практично ги злоупотребува сите институции кои што им се под контрола. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене како председател на партијата. Направивме голема, направивме огромна работа. Да се биде градоначалник е огромна чест и признание. Да те изберат 2 пати, за мене значи најголемо признание и чест. И уште повеќе, затоа што тоа за мене е највисока одговорност и обврска, која целосно ја прифакам и која целосно ќе ја исполнам. Заедно со нашиот тим. Како победивме на овие тешки избори? Победивме затоа што работивме 4 години, а не 30 дена. Победа во албанскиот блок прослави коалицијата Влен. Со добиените општини е втора политичка сила во државата. Денес конечно се заокружи промената кај албанците. Влен постигна убедлива победа речиси во сите општини каде што бевме во вториот круг. Од срце ви се заблагодарувам на ова голема поддршка која потврдува нашата исправна визија која ја препозна нашите сограѓани.
До овој момент може да потврдам дека убедлива победа во Тетово со над 5000 гласови разлика, убедлива победа во Боговиње со 1400 гласови разлика, убедлива победа во Дебар, победа во Долнени, убедлива победа во Струга со над 1500 гласа. Почитувани, граѓаните и пред 2 недели и денес зборува јасно и гласно деструктивните политики на ДУИ и нивните лаги и манипулации повеќе не поминува. Време е Али Ахмети да поднесе оставка, ова партија да се реформира, доколку сака да остане како политичка партија.